Медиумите информираат, забавуваат, образуваат, а една од нивните клучни цели е да не уверат и убедат во нешто. Постојат неколку принципи на новинарството од јавен интерес, што секојдневно во својата работа треба да ги почитуваат новинарите и медиумите. Доверба и заштита на јавниот интерес, точност и вистинитост, транспарентност, непристрасност, правичност и приватност, и секако интегритет и уредувачка независност, како и заштита на децата и младите лица. На овие и многу други прашања се дискутираше на обуката за новинари од медиуми, партнери во коалицијата Медиумска писменост, организирана од Високата школа за новинарство и за односи со јавноста. Ужива во обуката и ми е драго што запознав со какви се предизвици се соочуваат новинарите тука и како се обидуваат да преживеат и во однос на новинарството и во однос на деловните работи во бизнисот. Клучно за се е да се изгради доверба и однос помеѓу политиката и медиумските организации, како се прави изборот на информации, како во уредништвата се спроведуваат сите работи. Знам дека е проблем што можат и што не можат новинарите тука да објават заради тие односи. А медиумската писменост треба да оди во насока да ги охрабрува медиумите, да ги охрабруваат својата публика, читатели, гледачи, слушатели, да биде што покритична. Може да се почне, например, со тоа да се убедуваат или да се едуцираат новинарите, да бидат поодговорни, да прифаќаат критика, таму каде што треба да се извинат. Што е медиумска писменост и зошто е таа важна и каква улога можат да имаат новинарите во подобрување на медиумската писменост на нивната публика? Беа дел од темите на кои новинарите разменуваа мислење и идеи. Во рамки на оваа обука, што е дел од проектот на Европската Унија Медиумска писменост во ера на наплив на информации, Коалиција за медиумска и информацијска писменост. Новинарите можат да се однесуваат етички дури ако работат за институции каде што се само цензурираат или каде што има некои црвени линии во однос на наметнати од страна на сопствениците или поради некои други причини. Транспарентноста се огледува во тоа кога ги заштитувате тие со кои што ви се извор, со кои што дискутирате, кога знаете како да покажете дека информациите ви се вистински, кога изворите и луѓето што ги интервјуирате, например, ако се од ранлива група некоја, ги третирате на фер начин и ги представувате избалансирано, им давате некаква заштита. Македонија во моментов е позната по величкиот случај со лажните вести за Трамп и за Клинтон во текот на американските избори председателски. Би било добро ако македонските медиуми направат настан некаков со кој што ќе покажат во светот дека во Македонија има добро новинарство што се базира на факти, каде што ќе се обелоденат лажните вести и веб страниците што произведуваат вакви вести, и каде што ќе има конструктивна дебата во која ќе се опфатат повеќе луѓе, бидејќи знаеме дека не само овие лажни вести не им одат во прилог само на политичките ситуации, туку ги зголемуваат кликовите, бидејќи сензационалистички известуваат, а тоа значи само дека ќе има повеќе пари за реклама. Како може еден медиум да ја подигне свеста на јавноста и да ја промовира медиумската писменост? Како новинарите можат да ги користат кодексите на однесување во своето известување? Што се мисли под јавен интерес во новинарството и кои се најактуелните теми кај нас и во светот? Беа прашањата на кои добивме одговор од Том Лоу, новинар од новинарската мрежа за етика од Велика Британија, Александра Теменугова од Високата школа за новинарство и односи со јавноста, Сефер Тахири од Советот за етика на медиумите и Крис Елиот, стручен уредник во британскиот магазин Guardian. Од минатата година Македонија официјално доби коалиција за медиумска писменост.
во која членуваат поголем број на медиуми што преку разни проекти ќе помогнат на јавноста да препознае говор на омраза, разни облици на дискриминација, а ќе имаат можност и да дадат критички осврт на нештата.